Како што беше ветено, така беше исполнето. За оваа година бевме ветиле дека ќе одвоиме 100 милиони евра. 100 милиони евра се проектирани и резервирани во буџетот на Република Македонија за подршка на македонското земјоделие преку субвенции. Второ, она на што исто така многу се фокусиравме, е што е можно повеќе државно земјиште да се распредели на што е можно повеќе граѓани кои што сакаат да го обработуваат. Да им се даде можност да се самовработат или да развијат свој бизнис и да вработат и други луѓе. Стотици огласи беа објавени за давање на концесија или под закуп на земјиште. Многу парцели на земја се дадоа и луѓе почнаа да ги обработуваат. Тоа е новата политика. Тоа е политика со која што продолжуваме со нови наши развојни планови, со кои што сакаме да привлечиме колку што е можно повеќе инвеститори да инвестираат во откупни центри, кои што откупни центри би влечеле што повеќе македонски земјоделски производи надвор од земјата. Како што пред некоја недела компанијата Агрокор од Хрватска, најголема во Југоисточна Европа за трговија со храна, купи земјиште за изградба на откупен центар кој ќе прерасне во агроберза. Така сакаме да стимулираме што повеќе компании, домашни или странски, отворат вакви откупни центри и инвестираат во нив. Во овој период водевме една многу друга значајна активност. А тоа беше да се изградат станови што повеќе за лица кои што се со приматели на социјална помош, деца без родители, други ранливи категории на граѓани. Ветивме 2500 станови. Се пуштивме во градба и еден од проектите кои што не го запревме за време на кризата беше изградбата на згради со станови за за граѓани кои што примаат социјална поддршка, за млади брачни парови, за самохрани родители, за деца без родители. Па така неодамна пред неколку недели дадовме над 100 стана во Скопје за деца без родители. Дадовме исто така голем број на станови за млади брачни парови, за приматели на социјална помош. Голем дел од овие 2500 станови веќе ги изградивме, уште поголем дел се во градба и еден значаен дел градбата треба да започне во наредниот период, но да заврши до крајот на овој мандат во кој што сме го ветиле ова што ви го зборувам. И ние ќе продолжиме во тој правец, затоа што сме свесни дека во Македонија има семејства кои што се на таков рап на екзистенцијата, што не можат со децении нанапред да си дозволат да го решат своето стамбено прашање. Владата одлучи да биде прва влада во историјата на Македонија која што ќе воведе мерки на популационата политика или демографска политика. Мерки со кои што секое семејство и секоја мајка која што ќе роди и ќе одгледа трето дете ќе добие 50% од просечна плата секој месец првите 10 години. Тоа значи, по сегашните математики, секој месец 10.000 денари поддршка од државата за секоја мајка која што ќе роди и ќе исчува 3 деца. Еден од секторите за кој што свативме зошто преходно никогаш никој не се нафаќал да прави реформи е здравството. Ние се зафативме таму да правиме реформи. Па така, драги пријатели, ние планираме неколку значајни работи. Прво, да набавиме поголема количина на опрема и апарати во здравството. Второ, да извршиме реновирање на поголем дел од јавните здравствени установи. За првата точка, веќе најголемиот дел од договорите ги подпишавме во понеделникот, како што видовте и јавно беше тоа презентирано. Се набавува опрема вкупно гледано минатата и оваа година од помеѓу 90 и 100 милиони евра. Само тоа што се подпиша во понеделникот е во износ од околу приближно 69-70 милиони евра. Опрема во износ од 90 до 100 милиони евра за здравството е износ кој што никогаш преходно не се инвестирал толку многу во Македонија. Дури некој вела дека севкупно што се инвестирало во опрема не ја надминува оваа сума колку што сега се инвестира во набавка на опрема за јавните здравствени институции во Република Македонија, за да се помогне на што поголем број граѓани и болни луѓе. Втората крупна работа, што оваа година ја планираме да ја започнеме, а за која што веќе подготовките ги почнавме,
е реновирање на огромен број, најголем број од јавните здравствени установи во Македонија. Вие знаете дека над 20 години не се инвестирало ништо. Така што, донесовме одлука со поддршка на Банката за развој при Советот на Европа да започнеме еден проект во две фази, кој што ќе трае околу 2,5 години, со кој што проект ќе се инвестираат околу 100 милиони евра во реновирање и средување на нашите болници, на нашите клиники, на нашите јавни здравствени установи. Само овие два проекти се инвестиција од околу 200 милиони евра во здравството во наредните неколку години. Да не ги споменуваме инвестициите поврзани со воведувањето на здравствената картичка, која што во текот на оваа година треба да се имплементира, и други работи, но има и еден друг проект кој што е исклучително значаен и треба да го спомнам, освен давањето можност секој граѓанин да има здравствено осигурување, и оние кои што се невработени, и оние кои што не остваруваат право на пензија. А тоа е проектот наречен плаќање по учинок. Затоа изработивме софтвер и започнавме еден проект во 7 јавни здравствени установи, неколку клиники во Скопје и неколку болници низ Македонија. Почнавме пилот проект, да видиме како 6 месеци ќе функционира во овие 7 болници, да ги видиме слабостите, ако ги има да ги исправиме, и подосна планот е негде во втората половина на оваа година да го воведиме ова на целата територија на земјата, односно во сите јавни здравствени установи. Тоа ќе значи дека лекарите ќе имаат еден фиксен дел на плата, например 70 или не знам колку посто, меѓутоа и еден варијабилен дел, кој што ќе им зависи од тоа колку сработиле, колку пациенти дошле кај нив, колку тие биле задоволни од нив, колку љубезно се однесувале со нив, колку им помагале. Драги пријатели, ако на нешто посебно бевме фокусирани во овој период, ако на некој сектор навистина се обрана крупно внимание, тоа беше образованието. Образованието е сектор во кој што драстично ги зголемивме инвестициите. Сега се инвестираат околу 360 милиони евра, дупло од претходно, во образованието. Зошто го правиме тоа? Зошто воведовме задолжително средно? Зошто отвараме многу нови факултети, многу нови универзитети? Зошто форсираме учење? Затоа што веруваме дека Македонија може да биде мокна, силна и компетитивна само доколку има голем број на граѓани кои што имаат што е можно повисоко знаење. Воведовме и за прв пат во историјата на државата, бесплатни учебници за сите ученици, во сите основни и во сите средни училишта. Влеговме во еден сериозен процес на инвестирање во образованието. Воведовме обврзително изучување на англиски јазик од прво оделение до крај на средно училиште. Воведовме уште еден странски јазик да си биде од пето оделение. Воведовме етика во училиштата. Од следната година веронауката ни е укинија, од следната година ќе ја вратиме во една друга форма како етика на религиите. Почнавме со набавка на компјутери за сите деца. Пред секој ученик да има компјутери. Јас знам дека тој проект на долг рок гледано ќе им помогне на многу генерации деца. Затоа што денеска е време на информатичко општество. Отворивме 2 нови универзитети и охрабривме повеќе приватни универзитети да се отворат. Едниот од нив е Гоце Делчев со седиште во Штип и факултети низ повеќе градови низ Македонија. Вториот од нив е оној кој што почна оваа година да работи, Универзитетот за информатички технологии Свети Апостол Павле во Охрид. Охрид повторно стана универзитетски град. Универзитетот привремено почна со работа во просториите на сегашниот факултет за туризам. Веќе се при крај адаптацијата на просториите во центарот во домот на армијата, каде што треба да се вселат, а за трајно решение го планираме преселувањето во зградите на касарните, каде што трајно ќе се смести универзитетот и каде што доправа ќе инвестираме во негова адаптација и санација. И ќе направиме еден